Од денес стапи во сила задолжителното носење на заштитна опрема на лицето за територијата на целата држава. Според уредбата, граѓаните мора да ги покријат носот и устата со маска, шал или марама во маркети, банки, чекалници, пошти и други слични објекти каде има повеќе луѓе, како и на отворените пазари. Гостиварци со кои поразговаравме генерално се согласуваат со ваквата мерка, која дојде заедно со скратувањето на полицискиот час. Па нормално, со условите добро, во ред е. И треба. Треба да се носи маска, заштитно нешто. Во ред е. Сметате дека тоа ќе помогне да се... Па ќе спречи сигурно. Па се колку ќе помогне, меѓутоа ќе спречи сигурно. Што мислам, па не е лоша мерката, добра е мерката. Треба тоа да се применува. Си има маската тука, ама сум, видиш, во растојание со пријателиве. Мислам дека ќе помогне. Гостивар е свесен за таа работа. До сега, мислам, спрема и процентот и тоа, дека го запазуваме тоа. Кое е вашето мислење на кои места треба да се носи заштита? Па видите банките, тамо редовите во банките, треба тутунска помините тамо, а во парковиве нема, види, луѓето се на растојание. А во град е како и секогаш, како и нормално и треба да се носи. А најповеќе во продавници, да, тие тука има гужва. Добро, сега има обезбедување и мислам дека редот е запазен. Свесни се луѓето. Што мислите вие за... Помислам дека е исправно. Да се заштитиме порично себе си, а и сите околу нас. Еве, како што гледате, почитувам. Така да. И би се надевал дека во скоро време се тоа лудило да заврши. Како вие ги прифаќате овие нови воведени мерки? Па, лично за мене се добри, затоа што дома не се издржува. Ама за постарите лица, за тие што се болни, не знам, има некои други што си мислат за тие работи. Чекор по чекор, ако сме сите свесни и ако мислиме ни на други, мислам дека побрзо би требало да заврши тоа. Газдите се должни да им обезбедат заштитна опрема на вработените, а граѓаните си ја плаќаат од свој џеб. Уредбата предвидува казни за непочитување кои ќе се изрекуваат од наредниот четврток, за како што е наведено, физичките и правните лица да имаат време да набават опрема. Висината на паричните казни се движи од 20 евра за физички лица, 500 евра за прекршок на одговорно лице во фирмата, па се до 2000 евра за фирмите. Заштитна опрема на лицето не мора да се носи ако граѓанинот престојува во двор на семејната куќа, вози велосипед или индивидуално спортува на отворено. Покривањето не е потребно и на јавни места од отворен тип, каде има можност да се одржува растојание од 2 метра, како и при патување во автомобил со лица од исто домаќинство.